Почна чистката во здравствените установи. 9 од вкупно 14 економски директори во клиничките болници се разрешени, а за останатите 5 се очекува владата најдоцна до петок до собранието да го поднесе предлог изменетиот закон за здравствена заштита. Законот ќе го отвори патот за целосно укинување на оваа позиција. Пратеничката од ВМРО ДПМН Рашела Мизрахи е децидна дека со ова се укинува дуализмот и конечно ќе се лоцира одговорноста, ќе се пренасочат средствата за подобрување на здравствените услуги и инфраструктурата и ќе се зголеми транспарентноста и отчетноста. Денес е 10-тиот ден од формирањето на новата влада предводена од ВМРО ДПМН, а веќе предвидената мерка која беше и изборно ветување од програмата Платформа 1198 од страна 120 започна да се реализира и таа гласи: укинување на економските, односно организационите директори на клиниките, а во цел укинување на дуализмот и лоцирање на одговорноста, како и пренасочување на средствата за подобрување на здравствените услуги и инфраструктура, зголемување на транспарентноста и отчетноста. Катастрофалната реализација на планот од 2006 година за организацијски директори направи хаос во институциите. Затоа со оваа мерка се очекува подобрување на функционалната организација преку елиминирање на врзаните потписи и сивата зона на одговорност. Ќе се намалат непотребните трошоци, а ќе се рационализираат административните трошоци преку пренасочување на средствата во сериозно потребната здравствена екипираност, континуирана едукација на кадрите и набавка на нова медицинска опрема. Со измените на законот повеќе од 100 функционери низ цела Македонија веќе нема да бидат на државен трошок. Од сега со клиниките и болниците ќе раководи само еден менаџер, кој ќе биде одговорен за организацијата и работењето на установата, како и за законитоста во работењето. Со овој потег на владата за најмалку половина милион евра ќе биде побогата здравствената каса за една година.